Стрип книга за Кочо Рацин, која содржи досега непознати делови од животот на еден од најголемите македонски поети, денес беше промовирана во Кочани. Метнам неколку непознаници за животот на Кочо Рацин, например љубовта со Невенка. Сите ја знаеме неговата бесмртна љубов Раца Фирфова, која никогаш не му ја возвратила љубовта, додека Невенка која живеела во Сенка, тоа не го знае историјата, дали тоа е намерно правено од политички причини, не знам, дека тој сепак имал љубовна врска. Меѓутоа, за жал, како што кажувам на крајот на книгата, борејќи се за револуционерните идеи за слободна Македонија, Кочо Рацин умира без да ги доживее тие животни искуства, брак, љубов, жена. Првиот стрип за Кочо Рацин на 2 страници е објавен во 1961 година во списанието Наш свет. Ни требаа повеќе години додека ја подготвиме оваа книга, бидејќи се работи за еден од највлијателните поети во историјата на македонскиот народ. Во една прилика јас реков дека тој е еден од најголемите живи и мртви поети и мислам дека не е грешен. И баш ми е мило што Бели Мугри, Центарот за култура од Кочани, не поканија овдека и ви сакал да напоменам дека ова е прва покана за нашата стрип книга да направиме промоција во некој град во Македонија. Стрип книгата е една од активностите на Стрип Центарот од Велес во насока на промоција на стрипот како уметнички израз. Стрип културата во Македонија е некако замрена, иако во светот веќе повеќе од 100 години ги плени луѓето и ги мотивира и се уште е предизвик за многу писатели, сценаристи, карикатуристи. Стрипот најчесто е дефиниран како деветата уметност. Се појавил во Швајцарија на почетокот на 30-тите години на 19-тиот век, со појавата на првите албуми на Рудолф Тепфер, пошто се шири низ целиот свет преку ревиите и весниците за хумор и сатира.